Следува разговор со нашиот редовен консултант кој овој пат ќе го имаме на Zoom, доктор Александар Митов. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Би можел пред да најавам темава убаво и да се прозевам, бидејќи денеска, и искрен да бидам колку радо стануваме понекогаш и се земаме за овие, се прозевуваме за овие камери и така натаму, бидејќи денеска решивме да поразговараме за една тема која за чудо последниве 3 години не сме разговарали ни еднаш. А тоа е каква е улогата на спиењето за воопшто за здравјето, за расположението и така натаму, бидејќи мислам дека од оној комплет на како да кажем, 3 елементи кои вие често ги спомнувате, а тоа е исхраната, физичката активност, сонот е третиот дел кој што придонесува за здрав живот. Дали е всушност доброто спиење преценето, доктор Митов? За жал се чини дека е подценето. И ќе објаснам зошто. Особено во современото живење, кога од нешто треба да скратиме, најчесто кратиме од сонот. Времето е такво какво што е, животот динамичен и кога обврските ќе се насоберат, се крати од сонот. Меѓутоа, јасно, имаме веќе сега јасна представа преку многу научни студии во последниот период, дека скратењето на сонот има сериозни последици врз здравјето. При што листата за жал расте од ден на ден и тие се чини дека се и краткорочни и долгорочни. И некои од нив нема да не изненадат. Некои ќе бидат нели во рамките на тоа намалена концентрација, намалена продуктивност и тоа сите го знаеме. Меѓутоа, подолгорочните последици од недостаток на сон се чинат доста изненадувачки, од засегнување на имунитет до деменција до низа други. Така што многу сериозна работа. Ако зборуваме за здрав начин на живот, не смееме да го скокаме спиењето. Јас знам дека проучувањето на начинот на спиењето и така натаму во последниве десетина, па можеби 20 години, практично многу напредуваше, бидејќи се повеќе катедри научни кои што се занимаваат со сонот. Не се работи само за овие психијатриски, бидејќи нели Фројд се занимаваше со сонот уште пред 150 години, туку говорам и за овие баш кои што поврзуваат за тоа како функционира мозокот, што се случува со нас кога спиеме. Уште немам одговор, доктор Митов, дали сонуваме црно-бело или во колор, тоа е да речеме едно од загадките кои што науката се обидува да ги реши. Оти кои ќе се пробудиме, сите мислиме дека сонуваме колор, ама не сме сигурни дали сме сонувале црно-бело. Да. Сепак да ве прашам, особено е актуелна оваа врска која во изминатите повеќе години, 3-4-5 години, се открива меѓу лошото спиење и зајакнувањето на шансите за деменција. Деменцијата иста е една од оние болести кои што или состојби, не би рекол болести, но состојби кои што се истражуваат интензивно во изминативе 5-10 години. Да. За жал, бидејќи таа се повеќе се поврзува со начинот на живот, со животниот стил, се испостави дека токму спиењето, односно неспиењето, доаѓа некаде во самиот врв на така наречените ризик фактори и не е сеедно во кој период настанало тоа неспиење, така да речеме. За да го дефинираме подобро кое неспиење има некакви врски пројавено со деменцијата, научните студии го врзуваат неспиењето во 40-тите и 50-тите години. Значи, малку некаде не баш нели во најмладата возраст, туку некаде во позрела возраст, таму врските се чини дека се посилни, прво, и второ дека навистина треба да станува збор за една така наречена хронична состојба на неспиење. Зошто? Заради тоа што кај нас многумина успеваат да се издресираат себе и општо во светот да се издресираат себе да им треба малку сон. И потоа кога разговарате со тие пациенти, тие веднаш како од пушка ќе ви кажат дека малку спијат. Меѓутоа тоа што всушност се има случено, да, има луѓе, има процент на луѓе кои што навистина им треба помалку сон и тоа е енигма научна. И тоа не се знае зошто е така. Меѓутоа, има една голема група за жал луѓе кои што себе се издресирале да не спијат доволно. Како? Одат подоцна на сон, одат подоцна да спијат, под А и под Б наутро ги буди часовникот или алармот. И практично, бидејќи телото пролонгиран период ќе биде оставено во таа опција, почнува кога ќе одминат тие 4 или 5 часа,
само да се буди. И луѓето сега кои ќе им се случи во викенд да не ги буди алармот, а сами ќе станат, мислат дека се наспани. Меѓутоа, не се наспани. А вистинската дефиниција за тоа дали сме наспани или не, можеме на два начина да ја откриеме. Нели, оти секој може да се го постави тоа прашање, дали сум наспан? И не е баш едноставно. Првото нешто е, ако на вистина наутро се будиме пред алармот, тоа е еден добар знак. И втор добар знак, тоа можеме да го направиме ако го тестираме, било кој од нас попладне може да проба да седне, да се релаксира нели во фотелја и да види за колку минути ќе заспие. Ако заспие за помалку од 5 минути, тоа се смета за доказ дека сонот претходната вечер или претходните неколку вечери не бил доволен, бидејќи не би требало побрзо од 5 минути да дојде смирувањето на нервниот систем и влегувањето во сон. Добро, тоа ми е отприлика јасно и навистина тоа секој од нас може да се обиде да го направи. Јас да тестира. Да се обидувам да се тестирам, но какво е влијанието на доброто спиење или лошото спиење врз имунитетот? Тоа е нешто што често се доведува во врска и луѓето викаат многу сум умерен, не насмени така натаму и ме фати настинка или не знам што. Има ли докажана врска помеѓу едното и другото? Два механизми се тука кога зборуваме. Тука е веќе поистражено малце кај имунитетот и кај спиењето има подобро истражени механизми, се знае која би можело да биде врската. Првата теорија ги врзува спиењето и имунитетот со така наречениот хормон на спиењето, односно мелатонинот. Мелатонинот, за кој не знае или првпат слуша, е хормон кој што се лачи во нашиот мозок и е знак на нашиот мозок дека сега треба да настане спиењето. Тој престанува да се лачи кога очите ќе не бидат изложени на дневна светлина. Значи, со секое изложување на дневна светлина, а за жал, мобилните телефони зрачат таква светлина која што го буни телото, во моментот на изложување на таа светлина престанува да се лачи мелатонин и ние се расонуваме. А кога ќе ја снема дневната светлина, мелатонинот почнува да расте и заспиваме. Сега се знае дека мелатонинот има улога и во имунитетот. Дури некои од протоколите, например, од новите протоколи за COVID-19, за лекувањето, мелатонинот го набројуваат како едно од помошните средства за лекување, кој што во одредени центри при истражување дало позитивни резултати дури и кај COVID-19, збориме за мелатонинот. И вториот механизам како е врзано имунитетот и спиењето, правени се многу интересни студии кои што на луѓе им се скратува сонот вештачки, да спијат само 2 или 3 часа и најпросто следниот ден во крвта се мери колкав е опсегот на тие клетки кои што се одговорни да не бранат, така наречени клетки природни убици, natural killer cells, кои што се одговорни за вируси и за малигни клетки. И нивниот број после само една вечер непроспана се чини дека паѓа, и тоа е повторено во неколку студии. Тие се двата механизми кои што досега ги знаеме, кои што го врзуваат нередовниот сон со паднатиот имунитет. Така што луѓето, тоа што го кажавте кои ќе речат, абе нешто не спијам доволно па ми падна имунитетот, имало научна основа во тоа. Сега веќе знаеме дека во тоа има научна основа. А сега, доктор Митов, одиме на главната тема, сепак ова е се вовед всушност за следното прашање. Чувствувате што сакав да ве прашам? Јас неодамна слушав еден подкаст и така натаму, дека луѓето кои што спијат под 6,5 часа дневно јадат повеќе 240 калории. Сакам да ме прашам, неспиењето и дебелината каква врска има? Јас спијам негде околу 4-5 часа, да видам дали тоа ја објаснува мојата ситуација. Првото наједноставно објаснување, кое што, да, јас ги следам тие студии, особено за зголемената телесна тежина и сонот, првото наједноставно објаснување, вака од прва што секој може да му стане јасно ако размисли, е дека колку повеќе сме будни, колку повеќе трае периодот на будност, толку е поголема веројатноста да се појави чувството на глад и да ги внесеме тие дополнителни 200 до 300 калории. Тоа е првата причина. Втората причина е дека кога сме будни, навистина трошиме во смисол повеќе од мозокот кога е поактивен, тој троши шеќер и може да се создаде тој тригер, таа потреба од благо што се вели почесто. И третата причина е најдено е дека многу хормони кои што го контролираат чувството за ситост, лептинот, грелинот и сите тие други понови хормони, тие не ги учевме кога бевме, и јас кога бев студент по медицина,
Меѓутоа, сите таа палета на ново откриени хормони се чини дека имаат дневен ритам, циркадијален ритам, и спиењето на нив има силно влијание. И ако луѓе не спијат доволно, доаѓа до јасно пореметување на нивоата на овие хормони кои што го контролираат чувството на глад. И од овие три механизми, можеби веројатно има и повеќе, се чини дека сега има јасна врска помеѓу тоа човек ако не спие доволно и ако за сметка на тоа расте телесната тежина. Се разбира, телесната тежина е мултифакториелен процес, не е се една и две работи кои што предонесуваат, но неспиењето се чини дека има и тоа како сериозно место. Затоа јас кога зборам со пациенти, одам, нели, некој ќе се зачуди зошто е тој 360 степени пристап, односно зошто зборуваме и за спиење. Нели, сега муабетот е телесна тежина, меѓутоа зборуваме и за спиење. Или зборуваме и за стрес, заради тоа што и стресот преку кортизолот влијае на нивото на тоа колку и како ќе чувствуваме глад или апетитот каков ќе биде, но и спиењето преку овие хормони исто влијае потребата од храна генерално. Многу е покомплексна материјата од колку што некој вака на видум би рекол, нели, абе, многу јаде се поправи, значи не е толку едноставно и дефинитивно сонот има свој место. Добре, ми го разубавихте денот, доктор Митов, еве диетата ќе ја почнем со 2 часа повеќе спиење дневно. Што е таму да се движам физички активности, која можам со спиење да го решам проблемот. Сепак за крај, доктор Митов, морам да ве прашам за луѓе кои што имаат проблем со... Јас имам пријатели, а и сопруга ми која само да навали глава заспиваат. Јас не можам со часови, не можам да се сконцентрирам за да заспиам. Има ли природни начини, некакви помагала, нешто да се напиеме ли чаша чај, не знам, топло млеко, млеко не сме пили кој знае кога. Помага ли тоа нешто за подготовка за добро спиење, па и за подолго помирен сон? Само треба да се свати дека процесот на заспивање е период не од 15 минути, туку од барем 2 часа. Ако се свати тоа дека заспивањето е период од 2 часа, никој ќе нема мака. Што значи тоа? Тоа значи дека во тие 2 часа светлината каде што сме во домот ќе биде загасита, однака ќе биде од ќошеви, од ламби, нема да има директни светла кои што удараат во нас, тоа е прво. Второ и најтешко, последните 2 часа од денот да се одвоиме од екраните, освен можеби телевизор од одредена поголема далечина, но телефони, компјутери, таблети на 2 часа пред заспивање не. Прво заради активацијата на мозокот и второто заради мелатонинот што го спомнав. Значи има работи кои што и нив треба да ги тргнеме, бидејќи заспивањето е како што се спушта авион. Треба да потонеме во сон, постепено да потонеме. Не оди тоа нагло, тоа е второ, значи тоа е што треба да извадиме. А тоа што треба да го додадеме се разни техники за релаксација. Некому тоа ќе му заврши работа и чајот од маточина. Например, чајот од маточина е лесен, благ начин на смирување. Може мелатонин да земат луѓето, нели го спомнавме сега, и тој оди во додатоци како суплемент. Колку е посериозна состојбата, толку посериозни ќе бидат, се разбира, и средствата кои што ќе ги препорачаме, но ако генерално се разбере дека му требаат 2 часа на телото и секако преку денот да се измориме малку, да пропешачиме, тогаш веројатноста да дојде до сон кога сакаме е навистина голема. Доктор Митов, благодарам многу за ова утринско брифување. Ова требаше да биде всушност вечерно брифирање. Вечерно. Ќе ни доеше добро за спивање, но мислам дека една важна и малку разговарана тема, убаво што ја покривме, бидејќи навистина и самиот знаме, и сите знаеме дека кога човек добро ќе се одспие, од една страна ако може да има малку и грижа на совест, нели поминал денот, ама од друга страна енергетските нивоа се секако поинакви отколку ова постоење трчење за некакви итности и така натаму. Доктор Митов, благодарам. Се надам следниот пат се гледаме во студио.